Под кодното име Премин, полицијата растори организирана шема на 14 цариници, еден пензиониран царински службеник и еден полицаец. Од сите претреси кои беа направени доцна синоќа во Евгелиско-Струмичкиот регион, вкупно 26, и истрагата која се водела предходно, кај осомничените се пронајдени дури 50.000 евра. Парите како мито си ги собирале дел по дел, односно за да ги заобиколат задолжителните царински процедури барале по 20, 50, 70, 100, па дури 150 евра. Замижувале повеќе од година и пол, што и како превезуваат возила кои ги користеле граничните премини кај Струмичко Ново село, како и границата кај Дојран. Од 21.3.2023 па се до вчера 15.10.2024 година со умисла извршиле повеќе временски поврзани дејствија, што представуваат повеќекратно остварување на исто дело. Тие искористувајќи истраен однос, исти прилики и слични околности при вршење на царински прегледи на стоката што се увезувала во државата преку граничните премини од превозниците на стоката директно барале и примале парични средства за себе во износ од по 20, 50, 70, 100 и 150 евра, за да не извршат службено дејствие што би морало да го извршат. Откако ќе го примеле подкупот и се го делеле меѓу себе, осомничените не ја вршеле работата за која се платени од државни пари и не правеле пресметка и наплата на давачките за увоз. Така увезената стока ја пуштале во слободен промет со намера за себе и превозниците да прибават имотна корист во замена на штета на државната каса. Јавен обвинител до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје поднесе предлози за определување на мерка притвор спрема 6 осомничени, додека за останатите 10 осомничени лица предложи мерки на претпазливост. Обврска за повремено јавување на определено службено лице привремено да им бидат одземени патните исправи за преминување на државна граница и забрана за превземање на определени работни активности поврзани со кривичното дело. Според обвинителството, 14 од осомничените биле вклучени во делењето на парите кои ги зимале како мито, а двајца ја злоупотребиле и службената положба. Примањето подкуп ќе ги чини затворска казна од 4 до 10 години, која е предвидена во кривичниот законник, а злоупотреба на службената положба затворска казна од 6 месеци до 3 години. Според информациите од МВР, акцијата има за цел да ги расплете нишките на сериозен криминал кој веќе подолго време е под лупа на правосудните органи.